Почитувани Артан Груби манипулира за дивоградба од преку 160 метри квадратни, градба без одобрение. Во Бутел, поточно во Радишани, од општината е сопрена започната градба на диво, за која што има основано сомневање дека зад неа стои Артан Груби, а градител е негов братучет. Почитувани, Груби се смета за толку моќен и за толку над законот, што може со партиско соопштение да дозволи градба без документи. И ако стане видлив криминалот или нелегалноста, тој смета дека може да се повика на партијата или на функцијата и со тоа да остане неказнет. Објект од преку 160 метри квадратни да никне без одобрение и решение од општината. Почитувани, никој не е против градба, ниту сопирањето има етничка заднина. ВМРО ДПМН е против криминалот, а градење без документи е криминал. И тоа го боли Артан Груби. Почитувани Артан Груби злоупотребува партиски соопштенија и повикува на етнички мотивирани дејства само затоа што е сопрена дивоградба. Кога Груби преку партиски соопштенија ја манипулира јавноста дека наводно некој забранува албанци да градат во општините, притоа злоупотребувајќи го албанскиот етникум за политички цели, Артан Груби мисел на семејната дивоградба, градба за која што се уште нема дозвола. Се додека Артан Груби смета дека етничката припадност е професија и е основа за неказнивост, тој нанесува штета и на државата, и на албанците, и на сите во Македонија. Залудно е тоа што Артан Груби секогаш кога е фатен во тесно се повикува на етничката припадност и се заканува. Никој веќе не им верува на неговите приказни. Поделовниот простор на неговиот брат, по фирмата за баждарење, по продажбата на хотелот на Попова шапка, по тендерот за надзор вреден 22 милиони евра, сега и дивоградба станува дел од портфолиото на Артан Груби. И вредно е обвинителството да се позанимава посериозно со овој лик. Ви благодарам. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на прашање пристигнато до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Ковачевски тврди дека нема одлагање на уставните измени и дека, цитираат од македонската телевизија, нема да бидеме заложник на еден човек поради неговите лични интереси и зачувување на фотелјата. Почитувани, единствениот повеќекратен заложник е Димитар Ковачевски, заложник е на Дуи и на Ахмети и партнер во криминалот. Заложник е на минатото во партијата. Се согласуваме дека нема одлагање, веднаш да ги стави уставните измени на дневен ред. А кога зборуваме за заложник, единствен заложник на собствените незнаење и глупост и криминален карактер е самиот Ковачевски, заложник на Дуи и на Ахмети.